Ало? Не ме прекинуваш тама работа, пред снимање сум Како сум па ти, да ти кажам право топ сум, знаеш колко жени има тој ден не... Жени тој ден и сите викаат кога ќе се сликаме, кога автограм, ја викам после емисија, Не бе човека, бе, како стари, добри времења, ко диме такси да се... Абе, Битлси, брат. И така. Кој е гостин? Зашто? Не бе за него дојде ни пати. Не бите некој ми е гостин. Не знам бе, брат, сега кој... Некој си Мило Ѓукановиќ нешто. Милош Биковиќ, извини. Милош Биковиќ. Не знам, брат, дека глуми. Не знам. Не знам. Не се за него тој ден и за мене се. Да. Абе, ти кој го знае овакво Мило Биковиќ, да. Не. Нема вез. Ајде, брат. Ајде, тоа те барам после емисија и се гледаме у кафана. Чао. Здраво, жене. То те неće spasiti. Го јадев. Здраво, дами и господа, нова епизода 1 на 1 со публика! Да! Денес имаме многу добра емисија, имаме многу добар гостин тука со нас е Милош Биковиќ. Yes! Нема да губиме време. Започнуваме веднаш, претходно многу кратко само пораки од 1 на 1 партнерите. Денес ви го препорачуваме овошниот чај со брусница на Good Nature, богатство на вкусови и безпрекорно пријатен мирис, подготвен од високо квалитетни плодови од брусница и диво јаболко со малку хибискус. Уште една карактеристика е тоа што можете да уживате во него и да го конзумирате и како компот, при тоа вкусувајќи ги овошјата и билките што остануваат под седењето. Ако барате брашно кој ќе ви помогне да постигнете совршени резултати, секој пат земете направено од најфини зрна, мелено до некоја конзистентна текстура. Такво е моето брашно од Кадино, тоа е тоа што го барате идеално за најдобри пити, колачи и многу повеќе. Сезоната на обновување е тука, па така и желбата да го освежиме нашиот дом. А најдобар начин да го направите тоа е со апаратите на горење по промоцени и тоа. Така пролетното чистење никогаш нема да ви биде полесно. Побарете ја комплетната понуда во најблиското продажно место на Горење или одете на mk.gorenje.com. Јас имам уште време да ви кажам дека во Скопје има нов супер бренд со најбрза достава, најљубезни доставувачи и многу промоции за вас. Проверете си сами. А сега го најавувам во студиото, можеби најпопуларниот актер во регионот, ама и многу пошироко. Многу ми е кејф што е тука за прв пат во 1 на 1 Милош Биковиќ! Кој си, Милош? Добар си? У ком смислу? Па, дали си одморен? Не, па тоа Од кога не си бил одморен? Од кога сам не? Од кога сам уморен? Да. Од живота. А колку време си уморен? Па, уморен сам од 2010. Ето, се случува. Да. 2010. Убави времења. Не сеќам се. Не? Ја имаш заборавено 2009? Јас сум заузет. Точно.
Филмот Предизвик се емитува во Синеплекс и ги повикуваме сите да го гледаат. Дали некој од вас во публика веќе го гледаше? Опа! Чекај да провериме, чекај. Колку трае? Скоро 3 сати, вистина е, го имаат гледано. Некој е рекол 5 сати. Тој не е. Филмот Предизвик е специфичен, по многу работи е специфичен, освен нели што е сниман како прв така кој е делумно снимен во космосот. Дали ти беше криво што не беше дел од екипата што отиде Во космос. во мир? Позеленео сам. Ја многу би бил... И ја би исто. Јас сам, пошто режисер филма е мој друг, и јас сам ga звао кад сам чуo, пошто тоа била велика вест, да ќе они иду у космос, они су тоа најавljivали дуго, пратила е цела држава е пратила како они се спремају, како иду, шта једу. Ево, тоа е било све као една припрема, јел, за то. Јас сам ga звао, нисам још знао да ќе да играм у том филму и рекоа, ти треба неко горе да ти кува кафа. Да се, ево, само ја ќе да будем горе, само ако треба нешто ти донесем кафу и то, да ти не сметам, само да одем горе. Меđutim, nažalost, mogu da povedu samo 3 osobe su mogle da idu. On, glavna glumica i astronaut koji je pilotirao. Така, значи режисерот горе беше и режисер, и тонец, Jeste. и светло. I svetlo, i DIT, i šminka. kamerman. Ona je, podelili su se, ona je radila i šminku, i kostim, i pomagala oko svega. I astronauti su glumili. Dakle, sve Ги nekako... прашуваше како мало дете кога се врати и како е. Pa, znaš šta, ja svaki put kad ih pitam kako je, oni mi ispričaju neku novu priču. I, znači, lažu. Stalni put izmišljaju nešto. Ne, ali svaki put oni mi nešto novo čujem, jer to ima toliko detalje, toliko je to zanimljivo da stvarno može svašta nešto da se čuje, jer ono što onako ti deluje kao, pa dobro, šta su u kosmos, ali kada zagrebeš malo da vidiš koji su sve to procesi, to je stvarno jako zanimljivo. Кои се некои најкомплексни работи што ти остана во меморија? Онака, пример, знаеш, таму е безтежинска состојба. Pa evo ti recimo primjer, ona mora da izgleda u kadru čisto, jel? Mora da izgleda sveže, mora da izgleda nekako, jel? За на филм. Kao na filmu, jel? I sad, posle 2-3 dana, žene to bolje znaju, zamasti se kosa, jel tako? Sam nešto slagao? Nisam. Zamasti se kosa i sad ti moraš da opereš kosu. Како? Pa kako? Prvo nema tuša, nema vode, ti si na svemirskoj stanici. Pa i da pustiš voda ќе leta. Ona neće pada, znači ne slušate, ona ide negde tamo, mora da juriš glavom da stigneš. Znaš, nije lako. I onda je moralo da smisli čitav neki sistem tih suvih šampona, pa kako se to čisti. Mislim, sve je teže. Sve je različito. Da odeš u WC, mislim, ti moraš da... Možda da stanem sad ovde. Da ne objašnjavam kako je odlazak u WC gore. Ама сега веќе кога кажа сите не интригира како се оди WC. Možda nije, jeste intrigantno, ali možda nije najbolje da pričamo o tome sad. Добро, вие замислете си како е. Сега тоа е тоа. Neka ostane, neka ostane u mašti. Ама би отишол во свемир, така? Мислам, си човек што е фасциниран од тие работи. Бих. Така? Имаш некој филм околу свемир на страна Предизвик, кој во историјава ти има останато така впечаток ти има оставено? Ima. Знаеш, дали Space Odyssey, дали не знам, Interstellar. Pa ja volim tu tematiku, ja volim te filmove i recimo Ad Astra sa Brad Pittom. Brad Pitt igra, to je zanimljiv onako film. Svemir i kosmos je jako podoban i odgovarajući za to da ga pretvoriš u metaforu, u simbol, jer to su ljudske granice, to je bezdan, to je večnost, to je smrt, to je praznina, usamljenost, to je, znaš, nekako udaljenost od zemlje, potraga za sobom. Zašto čovjek uopšte ide u kosmos? On ide u kosmos, u svemir, on istražuje svemir da bi zapravo istražio sebe, da bi se upoznao sa tvorcem. Znaš, zašto je čovjek radoznao, zašto želi da sazna kako je ovo napravljeno i tako da. On želi zato što želi da shvati šta je tvorac zamislio i nekako, a pošto mi ličimo na tvorca, stvoreni smo po nekom njegovom podobiju, onda nam je to dato da mi tako sebe upoznamo, znaš. A sam se nalupeto sad i seci ovaj deo. Како да си на Джо Роган. Da, bukvalno. Pratиш подкасти така? Opasan si. Vidim da me... Те носам, а? Da, vidim da me otvaraš. Не, се договоривме дека вака ќе почнеме, така да се е ова исценирано. Знаеш што сакам уште нешто да те прашам?
ти сепак тренираше како да ќе одиш во свемир. Мислам така, имаш тренинг кој што е нечовечки или ненормален за просечен човек, не типичен во секој поглед, како да си возач на Формула 1 човече. Па, знаеш, да. Од прилика, може нешто околу тоа да ни опишеш? Може, знаеш како, ја нисам пролазио реално обуку, пошто ја нисам реално отишо горе. Они су прошли обуку која траела 3,5 месеца. Ali u toj obuci najzanimljiviji ti delovi su, osim onoga što je, ne znam, popunjavaš formulare kad koje dugme treba da pritisneš, jer oni su morali i da pomažu tokom leta, nisu oni bili, oni su bili kopiloti. Точно. Znači nisu oni Ти bili... на јахта да отидеш, фали двајца скипери, мора да се не пак горе. Nešto, da, jeste. Sad ja nisam prolazio taj deo teorijski, koji je dosadan. Mislim, pretpostavljam da je, u stvari nije, lažem, ali tako se tešim. Ali prošao sam te delove, recimo ta centrifuga. To je jedna velika skalamerija ovako koja se vrti u krug i onda ti oni daje, to ti daje otpor, to jest pritisak na telo kao da se nalaziš u onom borbenom avionu ili u raketi koju poleće. G, da, 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1G, силата гравитацијска, ова што го сеќаме сите. 1G je sad ti imaš, recimo, evo ja na primjer imam 80 kg, kako sam slago sad, a? Ako? Na primjer. I sad, kad imaš... Ти си како политичар, ти аплодираат кога лажеш. Da. Bravo. I kad imaš 2G ili 3G, onda ti se to umnožava. 2G je 160 kg, i ja sam išao do 4G, znači to ti osjećaj kao da imam 320 kg, ali nekako sve ti je teže, znaš, kad imaš 320 kg, recimo kao ja prošlog leta, onda ti osjećaš da si teži tu gde se gojiš, ali ovde su ti trepavice teže, jezik, sve ti je nekako, ne možeš da dotakneš dugme, treba sad ti, zadatak je u tome da ti ležiš i sad posmatraš te neke lampice koje se pale i da ih na džojstike gasiš i da pritiskaš neki dugmiće pod tim opterećenjem. To je zato što oni kada poleću raketom, oni trpe 8G. I onda moraju pod tim pritiskom da upravljaju raketom i zato je to deo obuke. To je баш како на формула. Не знам точно колку, ама така нешто трпат, некоја си 3-4, може повише, може греше, ама трпе нешто, да. И ови што возе авион, исто они трпе исто 8-9 борбени авиони. Ајде да се вратиме кај режисерот. Како му беше значи името на режисерот? Клим Шипенко. Тој ти е пријател од порано. Вие се знаете и работевте на еден мега хит кој своевремено беше најгледан филм во историја руски, така? Тоа беше комедијата Слуга. Слуга, да. Кој, не знам, на премиера го гледа, речи си, милион луѓе. Па не знам, се на се колку собра гледачи. Pa ja mislim oko 13 miliona u ruskim bioskopima samo. 13 milioni човече. И после тоа се продаде во кој све не земји од светот. Pa da, prodate, ne znam, sad slagaće pa 50 zemalja sveta. И да речеме, кога гледаше некој од тие адаптации, имаш гледано? Da, ja sam video da u Mongoliji su radili adaptaciju. I sad ja gledam, glumi me neki Mongol. Da, mongolski od Miloš Biković. Da, i sad gledam, a sve i slični su kadrovi i tako dalje i baš je zanimljivo bilo da gledam. Викаш во еден момент, украл ова од мене. Да. Иди го ти. Да, има тога мало, да. И од тогаш вашава соработка, знаеш, трае, ама најфасинатното за мене кога читав за негова биографија е дека тој е вистински космонаут. Jeste. Така, znači. On je stvarno seo u raketu i otišao gore i snimio. Mislim, ono što je zanimljivo kod ovog filma je što ako gledaš glumicu koja kao sedi u raketi i poleće gore, u svim drugim filmovima to je studio i to je fake. CG, computer graphics. Ovde ona stvarno sedi u raketi i oni su snimili stvarno moment kad ona poleće gore. Mislim, znaš, i kad su gore, oni su stvarno gore. Znaš, tu nema drugog dubla. I 12 dana su bili gore i 12 dana su snimali to što se dešava. Zato je to, na ovom filmu, ono što je zanimljivo je prvi put kada gledate film, to kako je snimano, je podjednako neverovatno kao i to što gledaš. Точно. Ова е прв ваков филм, до сега ништо не е направено, а вие сите гледате во Cineplex. Филмот Предизвик. Имаш податок колку луѓе го имаат видено во Русија до сега? Mislim da smo do sada došli oko 2 miliona. Човече, 2 милиона.
Цела Македонија го гледа. Сега, ајде да се надоврзам нова. Еден филм, Слуга, ти го изгледале 13 милиони, викаш, само во Русија во кино. Тој момент на популарност сигурно е неспоредлив со балканскава популарност. Колку и да ти стварно не можеш да одиш по улица, не во Србија, ти овде не можеш да одиш по улица, ни секаде во регионов. Како е таму? Таму е сигурно дупло, тродупло оној момент на... Таму и се пофасцинирани, препоставувам, бидејќи имаат историја на култура, почитуваат глумци, уметници, overall. Ти да ти честитам, сакам штото го стана член на Европската академија. Така ли? Како е да се биде мега популарен во Русија, во толкава земја? Споредувај ако ти е полесно, знаеш? Pa kad dođeš u Skopje, onda sa ljudima se u kontaktu slikaš se i tako dalje. I sad razlika je u tome što se ljudi u Skopju grle. Dobro. U Moskvi te ne grle toliko. Ređe. Imaju taj neki malo kao... Mada recimo... Дека се по-ладни или дека повеќе те почитуваат на просторот? To je deo bontona. Recimo u Rusiji kada se upoznaju ljudi, muškarci se rukuju, a sa ženama se samo klimne glavom i tako se upoznaju. Pa vidi, tamo možeš da zagrliš pogrešna žena. Da. Uglavnom se to i dešava. Been there, done that. Ali razlika je u tome što recimo u Moskvi ti sad sedneš u avion i ideš u neki grad da promovišeš film i letiš 9 sati. I izađeš u istoj zemlji. Da. U nekoj časovna zemlja skroz druga. I oni kažu, 8 sati je razlika recimo u vremenu. I oni kaže, pa gledali smo baš juče, i mislim, znaš, to je ovde sad kad bi seo i 9 sati otešao bi u Mađarsku, niko ne bi pojma imao kerefeke, ko si ti, mislim, šta to znači. Tako da, u tom nekom smislu te razmere su veće i nekako tamo, ipak pošto je velika zemlja, onda se i mi smo male sredine, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Bosna, znaš, mi smo nekako, ti u istoj ulici možeš da vidiš Patrijarha i Bajagu i Bjelogrlića. Mnogo je jako дека втор Бајага го каже. После Patrijarha je Bajag. Namerno sam, ali hoću da kažem, život tako vidiš i političare i crkvene velikodostojnike i ne znam, znaš, i vidiš to sve nekako, pa da, negde možeš da prošetaš i da vidiš pet nekih znamenitih osoba, jel? U Moskvi to teže, i onda, ili u Rusiji, i onda kada te tamo vide, onda je to malo veća reakcija u smislu, znaš, ređe mogućnost da te neku gradu koji ima preko 20 i nešto miliona ljudi, da te neko sad da sretneš nekoga. Ili u nekom gradu Novosibirsk koji retko i odeš, na primjer, ili tako. Koje je neko najfascinantno mjesto rusko kada što si otišao? Pa Rusija ima mnogo fascinantnih mesta. Da, ама знаеш, прво некој што ќе ти падне на памет. Најразлично од ова што ние го живееме како секојдневица. Evo recimo Habarovsk. Što je to? Ili Komsomolsk na Amurje. To su gradovi koji se nalaze na istočnoj granici sa Kinom. Znači imaš oko Rusiju, pa Kinu i sad Rusija malo ima, zaobilazi Kinu i ima istočnu granicu sa Kinom i recimo to je zanimljiv grad gde su Rusi, Sloveni, nekako bliski su nam kulturološki, ali su istočniji od Kine, razumeš? Ili Kamčatka, na primjer, ili taj Komsomolsk na Amurje, to je grad koji je nastao. Komsomoljci su bili pioniri, oni su bili u toj omladinskoj nekoj pionirskom pokretu i onda su njihov zadatak bio da idu negde 700 kilometara negde, razumeš, da idu da nema ništa i da osnuju grad. I onda ode prva partija i oni osnuju, naprave drvene kolibice, pa to bude pošta, ne znam, ambulanta i ne znam, zgrada administracije, pa dođe druga tura, pa oni naprave, i onda se tako gradio grad, evo sad ima ne znam koliko hiljada stanovnika, ali, znaš, zanimljivo je to, ono grad koji, znaš, ideš 700 km, nema pumpe, znaš, ne znaš kako da dođeš uopšte, tako da... Eto, tako da ima, znaš, to baš onako непрегледна земја. Ме интересира многу работи, немаме толку време, мај вака. Си зборувал како си стигнал во Русија многу пати, сигурно ти е досадено тоа да го кажуваш.
Ќе те прашам нешто друго. Знаеш, ти овде пред да одиш во Русија или после, ај ќе ме поправиш, почнаа да го гледаш сето ова не само како уметност и љубов, него и како бизнис. Значи си работиш и сопствена продукција и така натаму. Сега, како успеваш, знаеш, не знам дали ќе се сложиш, ама познавајќи многу бизнисмени од регионов, дали и ти имаш впечаток дека некако се задоволуваат со тоа што се number one во регионот и немаат некоја преголема желба да одат по-глобално, зашто знаат колку е тоа тешко. Зашто да успееш во Македонија е едно, да успееш во Србија е многу потешко. Да успееш регионално кај сите балкански земји уште потешко, ама да успееш во Русија е сигурно многу потешко. Како успеваш уште да не ти е смачено, човече, знаеш, да се бориш. Па у глуми постои, тоа е добро питање. Не само во глума, зашто ти тераш сепак и бизнис, знаеш. али трошиш и на ова енергија и на ова. Али принципи исти, ја ќе да пробам. Пошто сигурно сакаш да успееш и со бизнисот во Русија, да пробаш продукцијски. Да. Па принципи исти, па ќе да ја објасним на глуми, а тоа се преноси на бизнис. Dakle, kada je gluma u pitanju, nas je naš profesor učio, i to generalno među glumcima važi, ne možeš da se takmičiš sa drugim ljudima. Nema smisla. Sekoš ke gubiš. Pa zato što to je destruktivno. Ja nikada ne mogu da odglumim nešto što može da odglumi neki moj kolega ili neki moj partner koji u poslu, koji svako donosi neku svoju vrednost. I u tome je lepota, jel? To je Božja bašta gde ima različitih cvetova. I ta lepota, znaš, to se nadopunjuje. I onda nekako, kada se takmičiš, treba se takmičiš sa sobom. Подобро од тоа што da si bolji od toga što si bio. I onda da ideš, evo sad sam radio ovo, aj sad radim drugačiju ulogu, aj da radim sad u pozorištu nešto drugo, ajde da radim sada nešto ovako i da se u stvari upoznaješ sebe kroz različite izazove koji sam sebi postavljaš. A kога гледаш човек кој што знаеш се задоволува со нивото кај што и вика, бе Милош, па јас сум number one тука доволно бе. Pa to, Знаеш како гледаш на тоа ти? Pa ja mislim da je to siguran put u propast. Prvo čovjek postane samo zadovoljan, počne da se ponavlja, da reciklira svoje rešenja i na kraju krajeva meni ovo sve što mi u životu dato negde jeste moj rad, ali je i blagoslov i sreća. Znam puno mojih kolega koji mnogo vrede, mnogo rade, koji su mnogo talentovani, ali nekako nisu im se vrata otvorila ili im se nije toliko vrata otvorila. Tako da negde ja smatram to kao neki moj dar koji bi trebalo da čuvam, u smislu trebalo bi da se prema tome odnosim nekako sa zahvalnošću i onda zato guram stalno neke nove izazove, nešto novo da probam. A i na kraju krajeva ja služim jednoj kulturi, znaš, ja sam potekao iz jedne kulture koja je, i ta kinematografija naša, ona je izdanak jedne 1000-godišnje ili duže jedne kulture, pa tu ima, kako da kažem, mnogo više toga je utkano u toj kulturi što ja negde moram da, kako kažem, poštujem i da promovišem i proslavljam. Dobro, ni сето ова што го збориш, чувствувам една благодарност и понизност од тебе и мислам дека тоа е многу важно. Ја спомна руската кинематографија, ние за жал не знаеме многу, знаеш, нема ниту на Netflix нешто многу што да се гледа руско, ретко што ако го читаме за, на пример, филмот Предизвик има наистина сериозни буџети се тоа и во холивудски услови, не па во европски. Извини, ali mislim da je to najskuplji film u istoriji kinematografije, zato što ni jedan drugi film nije imao let u kosmos. Така, некои си 5-16 милиони долари се, 20, така нешто, официјално. Лет у космос, може би неофицијално е многу повеќе. Лет у космос не би знал да ти кажем колико кошта, али мислим да кошта више. Така? Сега, можеш да ни доближиш малку руска кинематографија, кој е, да речам, некое ниво на руска кинематографија во моментов? Како е? Како е таму ситуацијата? На Балканов, знаеш, гледаме, знаеме, следиме. Да. Како е таму? Па, се снима често, се снима многу. Mnogo, evo, snima se, mislim, oni imaju recimo 5, 6, 7 platformi kao Netflix, koje proizvode samo ruski sadržaj. On demand? On demand, da. Onda imaju televizije koje proizvode svoje sadržaje. Tih kanala ima recimo 3-4 velika kanala koji imaju svoje sadržaje. Pa onda imaju
to Ministarstvo kulture koje daje budžete za filmove i fond kino, ali imaju i privatne fondove. Zato što kada je veliko tržište, ti imaš recimo 140 miliona Rusa i ima još jedno 60 miliona ljudi u Belorusiji, u okolnim zemljama gde se gleda kao u Kazahstanu. Ja sam se iznadio, ja sam otišao u Kazahstan, isto nisam mogao prođem ulicom zato što ljudi gledaju ruske serije. Ima mnogo Rusa koji žive u Kazahstanu, Azerbejdžan isto. Mislim, to su sve neka tako tržišta koja su bila deo Sovjetskog saveza, kao što u Makedoniji se gledaju srpski filmovi i u Crnoj Gori, u Bosni. Mislim, gledamo sadržaj jedni drugih, jer to je bila jedna zemlja i nekako taj kulturni prostor je ostao i dalje jedinstven. I onda oni, pošto imaju tržište, to da kažemo oko 200 miliona ljudi, onda sa tim oni imaju mogućnost da od filma prave biznis, što mi na Balkanu nemamo. Znači mi ne možemo da se dogovorimo da sada ti i ja damo po 100 dinara ili denara ili čega god i da zaradimo 200. Ne može. Malo je tržište. Mislim, možda kad je bila Jugoslavija je još i moglo. 15-20 miliona ljudi. Пак не се тоа големи профити. Не се тоа доволно големи за ти да... Nije, ali je dovoljno da možeš da se isplatiš, da ne ideš u minus, da budeš manje na teretu države. Mi sada i čak i u Srbiji koja je, kao ima najviše stanovnika od bivših republika, čak i u Srbiji ti kad snimiš film, ti ne možeš da ga, jako retko se dešava, jedno u 5-10 godina, da on isplati ono što je uloženo. Da više zaradi u bioskopima nego što je koštao. Tako da, možda kad bi se desilo to, znaš sada da pravimo jedinstveno neko tržište. Пак ако нема спонзори некакви, не можеш ти само од карти да шуитеш. Има мало спонзора, да, ali i sponzor, znaš, i on će da da za reklamu, ali to je pošto je malo tržište i on neće da ti da neku sad ogromnu svotu novca, tako da ti sve to moraš da iskoristiš da bi neko sklopio uopšte konstrukciju da možeš da snimiš film. Да, во модернава екс-ю кинематографија таков проект кој што е остана запамтен е Монтевидео, кој те лансираше на едно повисоко ниво, нели? Монтевидео беше фасцинантен по многу аспекти и најверојатно е првиот кој што ја даде таа платформа или формат на франшизно работење, филм, па серија, па тому што после и ти го сработи со Јужни ветар, да речеме, така? Од таму ти беше таа идеја. Знаеш, ајде да, мислам, знаеше од старт, ќе одам на film i serija, primjer? Pa nismo mi sad tu dobili ideju, nego je nekako film i serija i jedna iznuđena okolnost, zato što televizija će da ti da više sredstava zato što njima više treba serija, jer i oni popunjavaju svoju programsku šemu. I onda se ti dogovoriš sa televizijom da uradiš seriju, ali ti si već sašio kostime, već imaš angažovo glumce i tako dalje i onda ti nekako već jedan deo tog budžeta iskoristiš za film. I onda se često kod nas radi film i serija, što je nekad dobro, nekad nije dobro, jer jedno drugom smeta. Znaš, onda imaš film koji je sastavljen iz delova serije, to se često dešava i nekako, ja mislim da jedno drugom šteti, ali to je jedini način da producenti tako izvedu. Da, i su jedna investicija, ti imaš повеќе продукти. Да, имаш mogućnost da jedan и други производ некако завршиш. Ај сега да ставам на тапет, зошто не дојде кога се промовираше Монтевидео? Сите дојдоа во емисија. Само ти не дојде. И Бјела, и Стругар, и Милошевиќ, и сите дојдоа. И Зекич, дури. Сите. Ајде да го подсетиме како изгледаше тоа режија. Пуштете да види. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igrao sam se provukao kroz mrak. Čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak? Dole su svetli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Divno. Sad mi je žao što nisam bio. Да беше ти кој инструмент ќе го земеш?
Pa ja sam nešto malo svirao gitaru ranije, ali ne toliko. Глумец без гитара, не? Pa nije, da. По автоматизам тоа некако доаѓа. Nekako to ide, da. Кога ќе се сетиш на тие времења, кој се први пар работи што ти па јадно памет прво? Онака на што прво? Kad se setim ovog filma, Или тие времења, тие години, да речем година две. pa trajalo je to 5 godina. Mislim, taj prvi, drugi deo iz serije. Pa to je bio mnogo lep period kad smo se družili i kad smo snimali to. Ja se sjećam najviše da sam se mučio sa tim fudbalom. Da? Jer je to bilo, da, za mene je to bilo onako krajnje bolno iskustvo. Zato što sam bio malo retardiran kada je fudbal u pitanju i od toga mi je zavisila uloga i meni je Bijela rekao, vidi, meni si ti, ja glumački s tobom nemam problem, ali taj fudbal, Daj, brate, šutni. mnogo si retardiran. I onda sam rekao, dobro, i onda sam ja krenuo sam da se bavim, da smišljam i ja sam naučio 2-3 neka trika koje izgledaju dobro. I onda kad ja izvedem taj trik, 1 ili 2, onda sve ove stvari koje su jednostavnije, ali koje nisu ni malo jednostavne, ali to da primiš loptu, da je plasiraš, da šutneš, sve te stvari su nekako, posle ti veruju da ti to možeš kad si izveo da je prebaciš preko glave. I onda sam ja to tako pokazao Draganu i on je vidio i rekao, pa dobro, može ovo kad se izmontira, ovo će super da izgleda. I tako sam nekako uspeo da... Значи ти на вистинска утакмица нема да знаеш гол да даеш, ама затоа салта, брате, она, цело време ќе правиш. Znam tu jednu fintu, znaš, ali nju radim savršeno. I onda odredim tu neku fintu, znaš što, i onda dodam ovo, kako ova igra, znaš, a ne mogu god da dam. Ali, ne, posle toga sam zavoleo fudbal i mogu da kažem do sad znam da ga igram. Nisam potpuno, Че сега ќе ти влезе чивијата за свемир. Da. Бате ли сега фудбал ти овоземски работи? Taman sam naučio fudbal da igram, shvatio sam da ne znam ovo. Сега доаѓа, точно. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е тен да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна, на 26 јули 1963. За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Тие гледаат на светот сосема различно од нас. За нив, тој понекогаш е горчлив, но почесто сладок. Полн со авантури и скриени богатства. Со шепотења и тајни. Со волшебни сказни. Нивниот свет е составен од мекост и топлина, од познати мириси и тивки приспивни песни. Нивниот свет толку моќен да ги менува сите наши светови. 45 години Бекутан. Нежно, уште од првиот допир. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гладен си, ама ич не ти се готви. Нема ни потреба. Со Кликни Јади, првиот фуд деливери сервис во Македонија. Со над 300 ресторани на избор и различни попусти и понуди секој ден. Сигурно ќе најдеш нешто вкусно и интересно. И ти и останатите 70.000 срекни корисници. Поддржуваш 100% македонски бренд со над 150 вработени. За брзо, сигурно и безбедно доставување на секој можен оброк. Тука за тебе сега и секогаш е Кликни Јади. Не готви, само Кликни Јади. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено.
се сеќаваш ли? Како незгодно беше кога ќе ставиш пари ти прифали тоа во нова страни 250. А тогаш Ембр се најдобри, М-кеш. Кај си брати? До 31 мај имаш време и знај, секој кредит е во игра, само аплицирај. Многу награди во кеш, секој ќе се радува. Па лесно е ко песна, М-кеш ко подарува. Пролетна акција на филери за обликување на усни. 20% попуст на сите филери за усни во ординација доктор Анчевски. Резултат видлив веднаш со природен и долготраен ефект. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Ординација доктор Анчевски. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Бјела, што научи од Бјело Грлич, знаеш? Една таква величина XU. Jeste. Bjela je... И од режисерски и бизнис аспект, од двете. Jeste, on je jedan kompletan, kako mogu da kažem, stvaraoc. On je prvo bio dete glumac, a ti isto znaš koliko je to naporno za psihu kada si dete glumac, pa moraš da neko i podneseš tu slavu, pogotovo u Jugoslaviji. Nearen rasteš, da. Da, to je bio drugi svet u Jugoslaviji, znaš, nije bilo, ti kad si popularan u Jugoslaviji, svi te znaju, jer nije bilo 500 kanala, nije bilo Netflixa, nije bilo stranog sadržaja. 20 milioni. Tako je, i onda prvo to. Drugo, onda je se afirmisao kao glumac u filmovima u njegovom tom ranom stvaralaštvu, gde su bili, ne znam, Crni bombarder, Rane, Lepa sela, tako dalje, gde je već i krenuo da istupa malo kao producent, pa Rode, pa Montevideo kao producent i kao reditelj i nekako i Toma na kraju koji je isto mega. Pa da, fantastičan film, gde on ume jako lepo da proizvede ono što nama jako treba ovde, to je emocija u projektu. I onda je on nekako i Senke nad Balkanom, to je poigravanje sa tako... Da, gledaš, samo doaѓa... Da, tim brutalnim žanrom i to. I onda je on negdje jeste, kako da kažem, jeste to meni bio jedan od uzora, učitelja, inspiracija koje sam posmatrao, ali to jeste logičan put. Mel Gibson je bio glumac, pa reditelj. Ама kaj nas nema mnogo. Clint Eastwood. Се ретки такви примери. Kod nas malo, da, Dragan je možda A kako koga kreiraš, znaš, Gordon Kičić je sad isto krenuo tim putem. Така, има isto Kičić je producent. Branko Đurić. Đura, да. Кога ствараш така, значи, кога kreiraš, како да се направи тој баланс помеѓу да направиш нешто што тебе ќе ти се допаѓа многу, но воедно и сепак мора и публиката да го сака, бидејќи ако одиш фул во она што сака публика, нели? Znaš šta, kažu, ja čitao sam jednu knjigu jednog poznatog scenariste, mislim da se zove Goldwyn, sad sam već i zaboravio, on je pisao scenario za Žaoku, pisao je scenario za Sundance Kid, Butch Cassidy, Sundance Kid, da.
on je rekao jednu važnu stvar, mislim da maltene možda čak tako i knjigu i nazvao u stvari jedno poglavlje. U ovom poslu niko ništa, da ne psujem sada, ne zna. Znači, niko ne zna ništa što bi mogao da... Nema formule. Nema formule. Imaš sve elemente, komedija, smešno je, čitaš scenario, imaš zvezde, puno para uloženo, film propadne. A imaš film od koga niko ništa ne očekuje, bam, plasira se. Znaš, nekako film je živa stvar i postoji tu neki zlatna prašina, neki zlatni prah i dok ga ne pogledaš sa publikom, ne znaš kakav si film napravio. Tako da, balansiraš uvek, negde su rekli, zlatna sredina je, moraš da radiš film koji bi ti želeo da gledaš. Dobro. I to je možda neki najbolji pokazatelj, da tu budeš iskren, ili bi ja voleo ovo da gledam ili ne bi. Jer ako računaš na to, ovo će njima da se dopadne, to je veštački, to publika osjeti. Publika je jako u tom smislu pametna, vidi sve. Ne treba da se podcenjuje, znaš, tako da moraš da budeš iskren u tom smislu, da praviš ono što bi ti želeo da gledaš. Ти како и да е, засега имаш добрата формула и само така нека биде. Кога сме кај тоа, што за тебе рекоа некој од најпознатите вака во регионов? Може ли да видиме? Ајде, што вика за Милош Биковиќ? Милош je fantastičan glumac, budućnost naše balkanske kinematografije. Ako hoće da igra u Hollywoodu, tu sam ja, pomoći ću. Dakle, Miloš je fantastičan momak, mlad, atraktivan, popularan je, pa čak i više od mene, majku ti Božju. Uhvatit ću i veze da bi glumio neki lik Srbina, ili Hrvata, ili Slovenca. Dakle, on je mlad i napredan dečko koji se popeo u svemiru, ali samo na filmu. Da sam ja bio na vlasti, popeo bi se i u realnošću. Srbija do Marsa. Ili možda Makedonca, ili lik Albanca. Ili možda Kirgistanca, Azerbejdžanca. Ma pogledajte ga samo, ljudi. Lep je kao devojčica. Ermenca. Ili možda, ma dobro sada, da ne odugovlačim. Samo sam hteo da mu kažem da sam tu, da mu pomognem, ako mu zatrebam. Živjeli. Neminovno prašanje. Ne, ali oni su stvarno oni, jel? Не бе, тие се? Nisu. Те побарале во Холивуд за некој филм? Pa bilo nekih tako castinga. Si odbil nešto? Pa ja sam davno, ali to, kad kažeš Hollywood, ljudi misle da je to kao sve što se snima na zapadu Hollywood. Nije. Čak i Hollywood kao takav više nema to značenje koje imao pre. Hollywood je bilo mesto u Los Angelesu gde su bili studiji. Sada je Hollywood, nije toliko, ti studiji nisu... Tako, i vo New York se... Sad se snima u Mađarskoj, u Srbiji se snima, u Bugarskoj, razumeš? Da. Nije, SFX se radi u Makedoniji, mislim, hoću kažem, ima, to je sada razgrano na to, ali je to neka... Hollywood, сега je Netflix, HBO. Pa da, neka zapadna produkcija, jel? Zvali su me u neka takva ostvarenja, ali ranije i pitanje koje je to nivo. Znaš, ti u Hollywoodu imaš, do nas dođu samo njihovi najbolji, najskuplji projekti, a u 90% ovih stvari koji su, ima i tu i dobri stvari, ali 90% tih nekih loših filmova mi ni ne vidimo jer nemaju potencijala. Tako da, to su bili neki predlozi, ja nisam vidio u tome neki potencijal, tako da posle kasnije nisam ni čuo za te filmove, što mi negde, i znači da sam verovatno i dobro što nisam. Znači, ako imaš ponудено što ќе ти делува како одскочна даска за понатаму, можда. Pa... Знаеш, ама треба да е нешто баш. Da, ako je nešto što je dobro, jer ja nemam, meni nije, ja nemam sad tu neku želju da ja budem poznat u celom svetu. Znaš, mislim, sad kao da idem u Ameriku, da ne, mislim, šta će mi to? Pa уште тоа ти остана, знаеш. Само таму можеш нормално да се осетиш. Tako je. Gde ću da odmaram? Jadan Johnny Depp, on ne može da ode. Ja mogu već u Mađarsku da odem i da me niko ne... Šalim se, ali sad ako šalu na stranu ili na stranu šalu,
mislim da je to negde point u tome da to bude kvalitetan projekat. Da mi se sviđa to što radim. Nešto što bi go gledal. Pa nešto što bi želeo da gledam, da. Nešto što bi mi bilo zanimljivo da radim, a ne nešto što kao, evo idem sad tamo da bi mi bila odskočna daska. Имаш идеја зошто од сите овие ексју земји како таа хиперпродукција некако само во Србија да знаеш снимаат и другите, ама тоа се така изблици некако во Србија, нас барем од надвор, ни делува дека вие имате динамика која трае со години веќе. Pa u posljednje vreme se dosta snima i moram da kažem da Ама и нивото е многу високо, квалитетот на продукцијата. Jeste i počeo i kvalitet, počele su i strane produkcije da dolaze i negde to i se meni sviđa što to tako nekako se pokrenulo i to i ima sad je kvantitet eksplodirao i ja verujem da on vremenom, taj kvantitet će da se pretvori u kvalitet, zato što, znaš, neki mladi stvarovaci će želiti da se izdvoje, da budu bolji i tako dalje, i ako se održi neki nivo kvantiteta, onda će polako da poiskaču neki koji će da dižu standarde i plus imamo te standarde koje gledamo, sad možda uključiš da gledaš koji god hoćeš film, bilo kad. Da, i su тоа те споредуваат. Tako i onda to tera filmski stvarovce, ne možeš ti sad snimaš kao, snimamo ko što smo snimali pre 10 godina, to će da upali, daj onu šemu staru. Ne može, mora da se ide dalje, da se gleda šta se radi, da se podiže standardi, da se radi sve bolje i bolje. Planovi za Južni vetar ima следни? Pa neki logičan sled je da mislim, ti naši junaci koji se nalaze, to je jedna mračna slika društva, mi slikamo jedan mračni svijet koji je fiktivna priča, ali dosta govori o našoj realnosti. I onda ti likovi koji se nalaze u tom svetu, oni obično moraju te priče da se zaokruže nekako i onda, a svaka priča ima 3 čina, svaka struktura ima 3 čina i onda mi, da bismo to nekako zaokružili, mi bismo morali da, mislim, ideja je da imamo i taj treći čin. Пак од продукцијски бизнис аспект, Вилијам Болдвин, Ерик Робертс, знаеш, ти па наместо нели ти во Холивуд, ти го зеде Холивуд тука го донесе. Од тако некој продукцијски аспект, таква авантура си исплати, знаеш? Добро е што ги донесе тие глумци, знаеш, тоа дава некој експозур по глобален на серијата, знаеш, со која цел се прави тоа? Pa i jeste i to, znaš, mi jesmo 90. godina onako prošli, ceo region je prošao kroz jednu onako medijski topli zec, onako gde je ovde prikazano da ljudi očekuju ovde stvarno nešto, ajde da sad ne deluje im kad dolaze ovde kao da dolaze u neku džunglu, znaš. A nije tako i uglavnom kada dođu ljudi, kada vide i kada osete, dopadne im se i mislim da je to dobro. To je dobro zato što ljudi stiču poverenje, menja se ta slika, to je onda dobro i ljudi iz sveta biznisa onda čuju za to, vide da su, ako su tamo dolazili neki glumci, onda oni kažu pa čekaj, i čuju od njih da je to dobro, pa onda... Da, i onda nekako se tu stvaraju neke poslovne veze i turističke veze i za imidž je dobro, pa eto ja negde i u tome vidim neku svoju funkciju kao ambasadora kulturnog svoje zemlje i regiona, ne samo svoje zemlje, tako da nekako upućujem kad god mogu dovodim i ruske produkcije, i evo bio nam je Johnny Depp. Беше така е. Доби нешто, што доби во Србија, Джуни? Pa on je došao ovde, radili... Орден доби нешто? Pa da, mi smo radili kratke animirane crtane filmove i on kod nas... Glasot go daje. Daje glas glavnoj ulozi. Tako da sve je to nekako, mislim, važno jer o tome pišu i časopisi u svetu zapadni i tako. И многу интересно е, кажи енглес или американец што ти дошол на гости и сите дојден викаат, ја не знам што се жалите вие, многу е убаво дека... Mnogo lepo, pa da. Сите тоа го викаат. Da, pa mi se žalimo zato što nam u medijima mnogo više se klikće na negativnu vest, šok, vidi šta je uradio, katastrofa, foto plus video i onda uđeš unutra ništa posebno, ali se stvarno stvara ta neka negativna atmosfera i onda ljudi nekako, a kad pričaš sa ljudima, uglavnom, barem ja, sad možda ne znam, kad pričam sa običnim svetom, jeste, nije lako živjeti, nije lako, nije situacija laka, ali uglavnom su ljudi dobri, pozitivni, otvoreni, imamo i dalje tu kulturu da se družimo, da budemo u kontaktu, volimo život i onda nekako to
kad odeš recimo u neku zapadnu zemlju, ajde neću nikog da uvredim, oni su mentalitetski drugačiji, ja bi poludeo u to. U zemlji u kojoj ti dođeš kod nekog... posao. Da, i kao svi su u svojim kućama i ako dođeš kod nekog u kuću, on izvadi sebi sendvič i jede, a tebe sad zamoli da sačekaš. Znaš, nekako, kod mene, ja volim to naše, evo, primetio sam baš temperament publike sad u Skopju, podsjetio me na taj južnjački temperament kao u Nišu. Znaš, ljudi dođu grlete. Mislim, nekako to je ono prirodno, znaš, i tako da meni se to dopada. Ето така, Јужни ветар го спомнавме. Наде Талеска е тука, мала пауза со песната од Јужни ветар. Пази се, таа беше воведна од првата сезона на Јужни ветар. Ќе ја чуеме таа и се враќаме со Милош Бикови. Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Nekom smrtne, nekom svane, u gradu između Dunava i Save. Neko broji pare, neko broji dane, a ja se samo nadam kad će da mi svane. Zove te čopor, jednočas krvav je mesec, udah duboko, izbrojim do 10. Kome da se molim, recite sveci gde ste, ne moraš mene, slušaj reči pesme. Ако имаш неограничен буџет, значи колку пишеш, толку ќе ти дадат. Што филм би снимал? Или серија, не знам. Зашто? Сигурно имаш некои такви. Па снимал би нешто из наше средњевековне историја. А тука регионално, нешто локално? Па регионално, локално. Нешто српско да речеме од тоа време? Види, у тоа време тоа е све било наше. Мислим, ми смо се нешто поделили у задњих, не знам, 100 година, знаеш, али нешто тоа се некако био део, исти јазик, исто порекло, исти, знаеш. Tako da to bi nešto bila epohalno. Pa to je neka zajednička istorija, znaš, nešto sa nekim dvorcima, konjima, oklopima, bitkama, znaš, nešto tako. Balkanski Game of Thrones. Nešto tako, recimo. Takva nešto tako, da. Si sakaš istorija? Pa volim. Ne mogu da kažem da sam veliki poznavalac istorije, ali volim. A кинематографски, ако треба југословенска ексју, кинематографија, па и нека биде и модерно од овие земји, кој би издвоил вака некои телевизиски серии или филмови или онака твој топ 5, топ 3, кој би ги ставил? Да не рачунам српски, јел? Било како, нека биде и српски, нека биде. Значи слободно и среќни луѓе ако сакаш, не, ама знаеш. Pričamo o filmovima, jel? Ili seriji, kako sakaš, onaga, tvoje top 5. Underground, Kusturica, Lepa sela, Lepo gore, Dragojević, pa onda Šijan, ko to tamo peva, ili Maratonci trče počasni krug. Onda, dopada mi se Meso. Ne znam da si gledao Meso, kosti, koža, to je Nikola Pejaković. To je serija, tako? To je serija, da. To je u Republici Srpskoj snimano. To je isto... Preporačuješ? Pa da, to ne znam. Znaš kako za jadenja da te prašam? Preporačuješ? Toma je, mi se dopao isto. Znači, Toma go stavaš u top 10, primjer? Pa, zaslužuje neko mesto u vrhu. Sad ja nisam baš sad razmišljao o tome da ih poređam, jel to? Ali mislim da je dobar. To je komercijalni, emotivni, komercijalni film koji je... Zanatski profil. Je urađen na visokom nivou, tako da nema šta, ne znam.
Доста се, не Па, се, доста кажат, ги да има, чутим ги malo, има, ги има. Предизвик, игра во Cineplex, дојдете да го гледате, руши рекорди во Русија, веројатно и тука на Балканот заради нашиот one and only омилен Милош Биковиќ. Ние ти испраќаме со најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите. Се тоа имаме и од Зеги пакет тука производи да бидеш здрав, жив, весел, како што си и поодморен, да наоѓаш време да одмараш. Ја и ти правевме муаве за тие работи, мора да наоѓаме време за одмор, Милоше. Мора. Добро си го рекол наш, пошто ти знаеш да е Биковиќ, тоа е Биковски. Па да, се видели со роднините сега? Јесам, бидејќи не си дојде на Македонија, вајда never, прв пат дојде? Јесам, видео сам тај сад еден дел родбине јел с којма некако им сам нашол неки контакт. Баш блиски роднини се? Па рецимо да су нам мој деда и njihov деда су роđена браќа, тоа јесте блиско, знаеш. Како не? Така да тоа е мој деда се родио као Биковски, они су из Берова. И сад еден негов брат е Осто Биковски, а он е Биковиќ затоа што тада кај си живеел во Србија и Југославија била та нека политичка заврзлама, да, и онда он мора промени презиме у Биковиќ. Али тоа е тоа. Наш си бе, не те даваме. Да, порека. Тоа беше Милош Биковиќ, се надевам дека почесто ќе доаѓаш во Скопје и Македонија и се гледаме пак, брат. Фала ти многу што дојде. Милош Биковиќ! Пријатели, бидете паметни, совесни, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика каде во пластика, ослободете се од отпадот на обележаните и пропишани места за него. Дечките од Takeaway се тука, благодариме, ние ќе јадеме, јадете и вие, проверете ги Takeaway, имаат многу добра понуда, бесплатна достава од секој ресторан во радиус до 2 километри, одете на Takeaway и видете што се нуди. Бенде, добра емисија, да ја завршиме како што треба и ви благодарам што не гледавте. Чао!